сте во Средното електротехничко училиште Михајло Пупин, училиштето во кое што се создаваат идните програмери и инженери. Електротехниката полеку ни нуди многу можности за кариера во иднина, бидејќи технологијата постојано се развива и бара стручни кадри. Математиката и физиката ми се едни од најомилените предмети, бидејќи ме учат да размислувам логички и да решавам сложени проблеми. Тука ние учиме за нови вештини и нови технологии, кои ни помагаат во усовршување на самите себе си и вложување во самите себе. Како ученик во ова училиште, секојдневно гледам како овие науки се применуваат во електротехниката и колку се значајни за развојот на технологијата. Ме мотивира тоа што за секој нов предизвик учам нешто ново и се приближувам кон мојата цел да постанам дел од иднината на технологијата. Избрав програмирање затоа што програмирањето е комбинација од логика, креативност и можност за создавање на нови нешта. Сакам да создам решение што ги олеснува секојдневните задачи и внесува иновации во светот. Оваа професија нуди решавање на сложени проблеми и задачи и останува најбарана во светот на технологијата. Програмските јазици ми даваат можност за креативно мислење, за моите идеи да ги претворам во практичен проект. Иднината оди кон компјутерството, кон програмирањето и се сведува на IT, така што баш сум среќна што ја одбрав оваа струка. Ние тука во училишто изработивме едно мало проектче, нешто како пајаче. Деловите му се искористени од 3D принтерот кој што го нуди училиштето и сите други останати компоненти исто така доаѓаат од училиштето кои што служат за практична настава и обука на учениците кои што иднина може да го работат и да дизајнираат тоа што сакаат. Доколку сакате да бидете дел од иднината, да работите со најнови технологии и да создавате проекти, нашето училиште ви го нуди токму тоа. Одбрав да учам во дуалното образование смерот електротехничар енергетичар, бидејќи ова училиште ми овозможува склопна теорија и пракса преку реализирање на практична работа во реноминирани компании со кои нашето училиште има подпишано меморандум за соработка. Посетуваме компании кои училиштето ќе ни ги предложи доколку ни одговара на нас. Ако можеме ние сами да си најдеме компанија, се одиме сами во компаниите. Како предприемачи сме биле на многу надпревари за сопствени бизнис идеи, меѓутоа но и самите компании кои што посетуваме пракса ни понудуваат можности за работа после средно училиште. Нашето училиште соработува со околу 200 компании кои ни нудат вработување веднаш по завршувањето на средното училиште. Ова е кабинетот по електроника. Електромотор се управува од страна на компјутер со команди, се дава команда од компјутерот. Истата команда доаѓа до микроконтролерот. Од микроконтролерот се спојува со мосвети и мосветите даваат сигнали на релињата. Првото и второто реле го одредуваат смерот на вртење на моторот, а третото реле со помош на контактор му дава сигнал на моторот да се вклучи.
Во кабинетот по електроника се наоѓа оваа табла со KNX опрема. KNX е отворен софтвер кој овозможува автоматизација на електричните инсталации во објекти. Тоа се користи за автоматизација на осветлувањето, на климатизација и контрола на завеси. Работата со овој софтвер ја имаме како дел од редовната настава. Во нашето училиште, освен наставни активности, има и Erasmus Plus проекти. Јас бев дел од еден таков проект, кој што се одржа во Романија во Петешти. Темата беше Our Green Heritage Awareness и си поминавме преубаво. Оваа година ги очекуваме нашите соученици од партнерските држави, Турција, Шпанија и Романија, да дојдат кај нас и да ги научиме на зачувување на свеста за екологијата од технолошки аспект. Името на проектот е Зелени комуникацијско-информацијски технологии. Средното училиште Михајло Пупин ми овозможи многу повеќе од образование. Ми овозможи градење на вештини и ми овозможи практична настава. Каде идеите стануваат реалност, а професорите не се само професори, туку наши пријатели и мотиватори. Тие не мотивираат да бидеме на добрата верзија од самите себе си и не подготвуваат за предизвиците кои што ни очекуваат во иднина. Во моментот се подготвувам за државниот надпревар по математика, што е одлична можност за да ги надградам своите вештини. Со помош на инспиративните професори и одличниот кадар и со посветеност и труд освоив 5-то место во светот и 1-во место во Европа на меѓународниот надпревар за дигитална писменост, што е Microsoft Office специјалист. Се одржуваше во Анахаим, Калифорнија. Сметам дека знаењето во овие науки е клучно за развојот на иднината, особено во областа на инженерството. Кој да се запише во ово училиште нема да сгреши, бидејќи Михајло Пупин денеска представува еден центар на стручното образование, едно училиште кое нуди приоритет за идните генерации, односно да бидат самостални, да отворат дали своји бизнеси, дали да продолжат на факултет или пак да работат во компаниите кои што веќе ќе изучуваат практичната настава.